Церка, добре дојдовте во програма на градови, емисијата во живо, и се надевам дека она за што ќе разговараме е навистина интерес на сите, барем оние што се во Скопје и од другите градови што доаѓале на манифестации и што се одржуваат од областа на културата. Тоа е статусот на универзалната сала. Години наназад се зборува за неа, ингеренциите, надлежностите, разни ветувања дека ќе се среди, но тоа е сега во моментов едно градилиште што е оставено на забот на времето. Владата донесе одлука за да биде под Министерството за култура. До каде е состојбата и каква е динамиката за да се стави во функција овој објект? Владата донесе на последната владина седница, владата донесе одлука со која што ме овласти мене како министерка за култура да го потпишам договорот заедно со градоначалничката, односно со градската администрација, така да кажам, според кој што договор ингеренциите за реконструкција на универзална сала ќе припаднат на Министерство за култура до нејзино завршување и потоа ќе биде вратена на град Скопје. Тоа е еден процес како што и јавноста знае, што се води, можам да кажам, од почеток на мојот мандат, затоа што градската администрација не пројави интерес за да ја продолжи реконструкцијата на универзална сала под разни изговори, дека има некакви си пропусти и така натаму, со тоа што кога пристапивме ние со барање правото за реконструкција да го превземеме како Министерство за култура, имаше начелна согласност, меѓутоа и тој процес некако се долговлечи, со тоа што пред скоро 3 месеци советниците во град Скопје, во градскиот совет донесоа одлука во која што правото на реконструкција се предава на Министерство за култура со услов после таа реконструкција да биде вратена на град Скопје. И еве се уште од носењето на таа одлука пред 3 месеци, се уште чекаме на некаква си повратна информација од градоначалничката, односно на минатата владина седница ние пристапивме кон добив јас овластување да го потпишам тој договор веднаш го изготвивме, јас го потпишав, го пративме до град Скопје, до вчера им дадовме рок кога треба да ни го вратат потпишан, затоа што имавме некое начелно согледување и некоја информација дека градоначалничката ќе го потпише, но еве денес е 13 декември и веќе немаме ништо, никаква повратна информација, затоа што веќе после тоа ни следи процес, односно според таа информација на влада која што мораше да помине, затоа што јас сум сепак член на влада и не можам да потпишам без да ме овласти владата. Треба да ни ги префрли средствата, треба да ни ја предаде цела проектна документација, за да можеме ние понатаму да продолжиме. Во изминатиот период, кога веќе добивме некои начални сознанија дека градоначалничката ќе го потпише договорот по меѓусебни комуникации на техничко ниво што се случуваат тука кога се усогласуваше договорот, затоа што ние не отстапивме од одлуката што се донесе на совет, а имавме некои предлози од градската администрација кои што не беа баш соодветни со она што стоеше во таа одлука. Ние имавме тука неколку состаноци заедно со Општина Центар, заедно со тим кој што е тука во Министерство за култура од секторот капитални инвестиции и неколку други стручњаци. Сакавме да бидеме припремени. Кога тоа да се случи потпишување, да бидеме припремени што е она што ќе треба понатаму да се направи, затоа што таму се истечени роковите, меѓутоа од никаде немаме дефинитивен одговор што е тоа што таму се случува. И сакам да кажам дека ние тука сме припремени во било кој момент да се предаде документацијата, да се заокружи конечно овој процес, веднаш да ги дозавршиме сите административни процеси во најкраток можен рок, за да можеме да пристапиме кон продолжување на реконструкцијата, затоа што универзална сала е 2 години отворен објект и како што и сама кажавте, тоа е едно градилиште, а не се зема во предвид дека и самиот објект не е покриен, не е заштитен. И токму затоа мораме да побрзаме. Токму затоа беа тие повици, доколку град Скопје не продолжи да ни го даде нас, да ни го предаде да го направиме, па да и го вратиме. Меѓутоа, навистина не наидувавме на никаков слух. Со тоа што јас во јуни оваа година добив 2 извештаи од ИЗИС, каде што стои дека заради тоа што е открен објектот, веќе сега ќе треба наново да направиме нов проект, односно ќе треба да го видиме постоечкиот, ќе треба да направиме нов објект, нов проект се извинувам, за да можеме
она што досега беше оставено на дождови, снегови, дополнително ќе го оптовари проектите што биле. Токму затоа ние и во буџетот за 2024 година веќе побаравме одредени средства да имаме, настрана од она што град Скопје според владината одлука треба да ни го отстапи, односно тие пари што веќе ги имаат на сметка, треба да ни ги дадат нас на наменска сметка, ние веќе имаме и дополнителни средства, дополнителна сума која што би ни помогнала во ваква ситуација каде што не знаеме со што ќе се соочиме заради тоа што тој објект е 2 години отворен. Од оние што рековте експерти, стручњаци кои што секако дека имаат увид во документацијата, во проектите, неколку проекти беа, знаете, во игра за доградба, за реконструкција или одново имаше предлози. Каква е во моментов нивното согледување, укажување, само ќе се оди на реконструкција истиот габарит или има потреба од... Во овој момент се оди на реконструкција, односно ние ќе го превземеме проектот кој што е постоен во град Скопје, тоа е за реконструкција на универзална сала. Со тоа што ќе треба ние одиме веќе еден чекор понапред, ќе го предвидиме и ќе ја предвидиме и втората фаза, што значи дека во динамиката која што предвидовме од максимум 3 години, ќе имаме завршена универзална сала, не прва фаза, втора фаза, завршена универзална сала и ќе ја предадеме функционална назад на градот Скопје. Значи за 3 години ќе биде нова Скопје ќе има односно функционална универзална сала. Да. Јас се надевам дека по таа динамика, дека ќе се реализира она што се планира, бидејќи еден објект на убаво место, каде што сите и граѓаните, а и туристите, а и оние што би дошле кога Скопје ќе биде град на културата, знаете дека ние сите со задоволство ја примивме таа вест дека Скопје е европска престолнина на културата. 2028 година. Ќе одговориме ли на... Ќе одговориме, затоа што имаме културна сцена. Морам да кажам дека ова е победа на културната сцена, на културните работници и јас сум уверена дека тие и тоа како можат да се носат со тој убав товар, јас така би го нарекла, затоа што имаме капацитет, само што треба сега повторно градската администрација да продолжи административно да го менаџира тој процес. Затоа што од прогласувањето на нас како победник, односно Скопје Европска престолнина на култура за 2028 година во септември, ни беше укажано дека час поскоро мора да продолжиме понатаму со тимот кој што беше таму во Брисел, мора да продолжиме понатаму административно да го изменаџираме тој процес, а потоа уметниците ќе си ја завршат својата работа и тоа како, бидејќи еве во овој период кој што сум јас министерка за култура, увидов дека имаме навистина капацитети и повеќе од тоа што мислиме понекогаш за да стигнеме до таа цел. Затоа што Скопје Европска престолнина на култура 2028 година е само почетна точка. Како понатаму треба да се развива културата. Во овој момент, односно тимот кој што беше во Брисел, и јас се надевам дека ќе биде приклучен и тимот кој што ја работеше иницијалната апликација, ќе биде приклучен кон тој тим, затоа што ова е еден проект кој што е заеднички за сите. Овој проект не е само на Министерката за култура, овој проект не е само на градската администрација, овој проект е на целата културна фела и сите заедно мора да го работат, затоа што административно ќе не мерат, така би кажала, како ќе се организираме до 2028 година. 2028 година ќе треба да покажеме што знаеме и од тука понатаму културата мора да продолжи да се развива. Во тој период ќе има и скрининг, меѓутоа и културата е една област каде што политиката малку треба еден чекор поназад, бидејќи тоа е универзално и афирмација на нашата држава. Културата е едно поле каде што политиката мора да излезе целосно од неа и мора да се остави културата да делува и да функционира сама за себе, затоа што, како што кажав, капацитети имаме. Културните работници кои што ги имаме, кои што не представуваат, кои што се наши амбасадори и во државата и надвор, и тоа како имаат капацитет да не покажат во најдобро светло. Ето секогаш се залагав за тоа културата, политиката да не биде воопшто вмешана во културата и токму затоа и токму затоа и дискутиравме ние на влада кога иницирав дека мора да пристапиме како поддршка на град Скопје во апликацијата за Европска престолнина на култура и со самото тоа цела влада е ставена на располагање на градската администрација, односно на креативниот тим кој што ја води таа апликација и административно, а и креативно. Затоа што тука не е само култура, тука се работи за инфраструктура, се работи за поддршка од локалната самоуправа,
се работи за екомоментот, односно одржливост и заштита на животна средина, така да ова не е работа само на градската администрација или само на Министерката за култура, ова е работа на цела држава заедно и мислам дека покажавме дека треба да културата да биде продукт на заедничка работа, а не на поделби на поднос на политичка припадност. Јас ви благодарам за разговорот. Благодарам и вас.